Пуштивме сите чопери на слобода. Да живеат чоперите и чоперистите. Можда и ќе ја имаме таа среќа. Добар. Као сте, педери? У последниве 2 месеци од дома имам искочено вкупно 6 пати. Од кои што 4 биле за да отидам до продавница и да земам балкс. Така да, јас сум апсолутно 2 месеци пуни у карантин. Као не се ни заебавам, не ни преувеличувам ни ништо. Денеска официјално за прв пат искачам во надворешниот свет, кој што нормално функционира и не знам зашто 2 месеци немам искочено, ама само се надевам дека нема да се понашам као куче што било после 2 месеци одврзано од ланец за прв пат и да земам. Да ги пробам сите можни дроги надвор дека сум. Вајде нема. Нема сонце надвор. Сериозно? Прв пат искачам после 2 месеци и нема сонце? Но тоа не значи дека нема да се спремам сега како надвор да има апокалипса. Вади ги реквизитите. Надворешен свет, Педер, не знам како да го опишам чувствово. Ова е чудно ми е стварно, се осеќам како новороденче. Као што туку искочен од пич. Како сега го правите ова? Како се справувате? Кога ќе ви влезе нешто у око? Толку сечи окото. Ај ви се. Е. Како да се пип? Како требаше ова? Зелено беше за да поминам? Не, зелено беше за да... Сериозно ме дупиш, значи после 2 месеци ти искачам. Значи завршив дома додека беше зима, искачам сега во пролет. Сериозно, не се ни заебавам. И врне! Ме дупиш! Кој знае купилињата колку ми се ситат, Педер, кога се жалам нека ми врне. Да можат да направат само една работа. Да пушат ко? 2 месеци у карантин. Просен конс. Кои ми се добри работи, кои ми се лоши работи. Да, тоа значи просен конс. The more you know! Добри работи. Не ме сгази кола. Немаше никаква опасност да ме сгази кола, не бе зборам сега додека бев во карантин. Сега здравје Боже, што ќе се деси. Не трошев толку многу пари. Не трошев време на излегување. Сите криминални дела ги правев стриктно од дома, без да може полицијата да има можност да ме види. И се заштитив од вирус кој што не е ни докажано дека постои. Ова се глупости. Ова се глупости. Теории ни наметнуваат вируси. 5G во вакцините. Сакаат да не чипуваат. Нормално не убија. Што сакаат? Роботи ли да не сакаат? Кажи ми, Кристина. На 2 метра, дечко, на 2 метра. Уште важи тоа? Роботи сакаат да не направат на колку? На 5, на 10 метра да стезат и во тебе, да се разве любов моја. Ова е дебилно. Мислам, let's be honest, најверојатно па немаше да искочам да прошетам ако немав други обавези, така да и денеска имам неколку обавези. Иде сега досадниот дел. Идеме да зијаме монитори за Кике, не онакви монитори као музички. Не сум тие јевени продуцента Кике уште помалце. За гледање монитори, пошто Кике е about to да си купи компјутер. Да бе, сега не може да се гледа колку се смеам, не е ферово. Кике ти се гледа. Кога се смееш, мижиш. Тоа видео најверојатно ќе го гледате на каналот на Кике Цветче. Најверојатно можеби никад нема да го видите, ама Кике ќе си купува компјутер. Се изгубивме? Не знаете кај е Анхоч овој дирекција што е главниот магазин? Мора да купиме нешто од Нептун, пошто ќе ни пропаднат воучерите, пошто одамна ништо немаме купено. И што треба друго? Вајда толку? Ај гес толку ни се обврските за денеска. Вајда после ќе имаме време за шетање сонце, Кике. Кике сонце. Кике сонце. Не, 2 метро. Ти вака со раката, ја вака со раката. Значи се потам во маска. Тука имам пот. Лој, срж. Здраво! Ова се моите нови монитори. А ова сум јас, Кике Цветче. Фан стори, додека седевме сега деновиве у карантин, имавме термин за да се сликаме за лични карти и го Имавме термин за да се сликаме за лични карти, Педер, и го пропуштивме, очасеевме дома као се успавме. Постои можности за тоа да се успиеш кога треба да се сликаш за лична карта. Се надам барем дека сега нема да го пропуштам датумот за пасош, треба да најаве да се сликам. Кој ден е денес? 7. Шо? Моментот. Океј, apparently. Ја денеска треба да се сликам за пасош.
Среќа, немам пропуштено, имам уште за сат време од сега треба да се сликам за пасош. Не ми се... Шоке ти е пасош, кај ќе одиш, се? Така, се спремам за до година. Кај знаеш, може нови граници ќе има. Може да ќе треба со пасош да идам до пазарче. Ја унапред размислувам. Прогресивен човек од сега си бил. Ќе го пропуштав и овој термин. Океј, една позитивна работа, имам плюс контент за видео, ќе да се сликам за пасош, Кај ми е мониторот? Кај ми е монитор? Проверивме сандаче, мене ми стигнала пратка, ама ја се чудам, ја одамна немам нарачано ништо што би ми стигнало на моје име. Christmas earrings ми стигна. Christmas earrings што ги нарачав. you a Merry Christmas, we Во октомври ги нарачав. and a Happy New Year. Ама ја ги сакам за нова година, ви. Па ајде, ако здравје да чекаме наредна нова година. What do you mean? Christmas earrings. Јас одлучив да бидам гаден во денот кога ќе се сликам за пасош. Како можев да заборавам? Види, ствари, сите се спремаат, се дотеруваат за кога се сликаат за пасош и лични карти и на крај скачаат гадни, а ја пошто сум веќе гаден, може би као иде Обратно пропорционално. Да, може убавки испаднам. Иван Breaking Logic. Значи си древам покојна и слушам само бъскање на машина. И знам дека медля братата си ја крати, ама не знам зашто чекам без веги да го видам. Дали немаш веги? Може да ги си причам веги. Па еве без веги. За парчево Петар слушнав, уште која искочи пред 5 месеци колку има таму. И не сум дошол да го видам, као парчево е многу јако. Ова е најтиктокерското место што ги имам видено свет. Еве сега ќе следам TikTok. Иначе што ми текна? Следете го на TikTok, тоа му текна. А, да. Носам маска, као ракавици, се штитам крвме, као би ги заштитил очите. And you cut yourself a сејак. Ајде. Дали ова? Лелеко реклама за Стопанска банка е, тргни се. Само што проблемот е што као, види колку е убаво, види колку е убаво. Имаш ова. Супер поглед. Го имаш на ова. тераса. Као, мислам, сега јас јеби га од таков аспект гледам, што сакам да се сликам, да се снимам некаде. И сега замисли си го ова. Погледни го ова. Мислам, прекрасни се позите, прекрасни. Види, дури најдобрата можна поза што ја имаш да ја направиш, ќе изгледа лошо. Слушај се еден челендж, ја версус Криспина, кој ќе сними полош TikTok. Пошто колку ти е полошо срањето на TikTok, толку е попопуларно, што значи целта ни е да снимиме полош TikTok. Као добрите TikToци ми имаат 9000 views. TikToците што ми се снимени на сосема рандом, имам 100.000 прегледи. Така што целта секој TikToker е да снимиш овој можно полошо видео. Значи колку полош контент правиш на TikTok, толку си попопуларен. Нас целта не ни е да бидеме популарни. Целта ни е да направиме добар контент, но еве денеска работиме на нашата популарност за да можеле да Те однесеме леп дома. Да. Јас го снимив мојот TikTok видео. Следете ме на TikTok за да го гледате. Што ја ви кажам, следете ме, сакам да го пуштам тука така да. Еве ајде кој е повеќе ќе собере views, лајкови, тоа е победник, може, пошто за популарност се работи. Еве го моето видео. Една тајна. Ја не играм TikTok денсови затоа што сум неспособен да играм TikTok денсови и изгледам многу полошо од тоа што самите денсови веќе лошо изгледаат, али открив дека имам скриен талент да направам добро. Видете, гласате за мене, Иван Ајнштајн. Баш изгледаше како на мој начин, не требаше тоа да биде со лайк на ова видео. Па како би гласал некој за мене? Со дислайк на ова видео. Со лайк на твое видео. А. После ќе дојдеш за изјава, ќе ти зимаат и на тебе. Живо, ајде, сега треба да снимаш ти после снимањето се зима изјава. Одвржи ја камерата од твојата гуша. Сега, популарната тиктокерка Кике Цветче ќе го сними нејзиниот TikTok. Се враќаме веднаш по снимањето на нејзиниот TikTok. Нешто до сега што имаме? Има два дела на нешто, еве ми го првиот дел. Значи, 100% го селектирав. Јас сум ли глупа, треба да тапкам нешто. Кај, зошто не излегува? Зошто не излегува? Дај ми да погодам глупости. После тоа сватив што е работата. Еве ви го вториот дел, што е објаснувањето. Океј, после 4 обиди да се снимам со филтеров, сватив зошто не ми дава такво текст горе. Не препознава фаца, која фаца не препознава, немам фаца. Оди си, доста не е за тебе, не е храна за тебе. Контент креатор. Оди си!
Браво, Кике победи против гугутката. Популарната тиктокерка Кике Цветче. Повелете со вашата изјава. Тоа беше мојот прилог понудени видеа на TikTok. Тоа беа моите маки. Се надевам ќе бидете сочувствителни и ќе разберете маката на вашата содружничка со тиктокерка. Гласајте за мене. Не дека имам нешто против, али за секое растение што го има засадено парче, пошто има различни растенија. Кике растениче. Лоши фори се, Иван? Шта е? Имаат за секое посебно кажано колку садници се засадени. Ова ти е... како се прави ова? Како се носи ова? Ова ти е најлегит флекс. Ние ова го направивме за градот. Засадивме 32 садници од растенијето Прунусутикодос ото люкен. И ги пуштивме сите чопери на слобода. Да живеат чоперите и чоперистите. Мислам дека стварно не би било фер ние да сме искочени од дома, а да не отидеме на нашето омилено место, омилена локација која што ни го Спонзор на коронава. и ни го прави животот поубав. Ајде сега сите заедно слоганот: го сакам кам во поштенско сандвич. Си 55. Најверојатно наредната авантура ќе биде бегаме од полиција. Ние ако не излегуваме, ама ако излезиме, За секогаш сме надвор. не си одиме. Ние ескалатори на работата. Што сам да кажам? Снимив спот. Така да ако пичкава матер не брка полиција, се надам дека се исплати. Може да и ќе ја имаме таа среќа. Урат. 7,7. И 3% батерија као хидроген. What? Ја осветувам куќата. Нема пари за поп. Абе, Иван. Ракавиците што ги купив преска од аптека, вакво ме ги дадоа спасали. Што е ова, ракавици или кикирики да ти евам? Чипски кирики, дечко. Фишек! Не е фишек ова. Голем фишек е ова. Ова е двојче. Ама мислам дека ни ја сгрешија на рачката. За Љупчо е ова. Што? Сам. За Љупчо. What? Дај да го најдеме човекот. Ако Љупчо Без ако ракавици гледаш ќе видео- остане. Љупчо, ако гледаш видеово, Живен. пиши у коментари. Пораката на ова е дека секој од нас може да биде Љупчо. Затоа пишете во коментари и јас сум Љупчо. За да имате секогаш ракавици во вашата најблиска аптека. Чуп да чупи тобако. Роза веро 2. Корона. На почетокот кажав дека укупно во овие 2 месеци имам искочено од дома 6 пати, од кои што 4 пати сум бил до продавници и никад не кажав кои се тие 2 пати плюс што имам искочено од дома. Тоа е баба ми ни правеше ручек и јас одев да си го подигнам ручекот пошто не сеевме заедно, пошто као според препораките на владата на Република Северна Македонија. Oh my god. Така да баба ми само ни правеше ручек и јас идев си го зимав и си го јадевме дома и мислам дека е дојдено време зорт за баба ми да ни прави трет ручек. Трет месец тече, треба трет ручек. Со надеж дека овој пат ќе се спогодиме за заедно да ручаме. И мене ми е страв да тијам, сега бев надвор, шо ако стварно сум фатил проклет вирус. Се јавам да си нарачам ручек, па сега заедно, посебно. Супер. Ти! Здраво, живо, бабо, дедо. И па еве да се пофалиме, бабо. За прв пат денеска искочивме од дома да шетаме, после 2 месеци. Браво, бе! Така. Како си поминавте на прошлата? Убаво, бевме, купувавме некои работи, плюс имавме нешто обавези така низ град. Мислам нормално, кам треба да свртиме, да му кажеме здраво кам, да оставиме неколку стотки у кам, мислам од треба да живее од некого. Со количка бевте или Со корп. камион? Да не сакате нешто да нарачате, да не сакате? Не, сосема случајно што ти звонам четврток навечер према петок. Епа да, грабче сакаме, мислам. Најде, се видиме утре, чао. Имаме утре тапче, грабче за ручек, баба. Има да пука вечерта. Тишина. Ало ви педери што гледавте видео, оставете ми лайк за тоа што лајковите живот значат.
Еден лайк, еден бел дроп. Еден лайк, еден зај, 0 минути ми покаже. Сабскрајбете ми се на каналот, ако ми се немате сабскрајбнато и стиснете го звончето за да добивате нотификација секој пат кога ќе ставам ново видео. Вајда ќе успеам да ја направам песната која што треба комплет и да го направам спотот. Ако го направам ќе го гледате, ако не го направам нема да го гледате, ама ја битно снимив спот, толку требаше еднаш надвор ќе искочам и ќе снимам се што може да се снима у светот. Немам више меморија, али ќе приметите дека ми снемало меморија која ќе ми се изгаси ова, до тогаш ќе зборам. Супер, нема веќе ништо за збор.